Во северната половина на Битола, под преградка на големиот Паир, се наоѓаше еврејското мало. Таму се раѓа и умира, и пак се раѓа, животот го продолжуваа. Црната судбина напишана, по дебелиот тефтер запишана, безброј пати прочитана, од стари на млади пренесувана. Ќе дојде ден на деновите, ќе остане вечерата неначната. Се случи тоа. 3 во зорите беше така во зорите, агентите дојда, ајде вика дека се спреми булката да се спреми, ајде ќе одите за Израел. И дојда бугарите, разбираш, со пушко митролези, плачат, адио Моис, адио онден во Заир. Им казе, во Заир, али Палестина ќе ојме, кај ќе ојме, веле, кај ќе ојме, што ќе правиме, леле Господи златен, кај ќе ојме. И ни велеа, тие Палестина ќе ве носиме. Наместо Палестина, во Требинка, ете тоа е. Тој страв остана и сега. Се сеќавам, рано утро, уште ноќ, март 43-та, скришум, крадешкум, покрај куќата возот мина. Само високот на луѓе од вагоните ја цепеше тишината. И одведува. Го слушнав татко. Кој? Се прашувам стајн. Евреите. Тихко шетна некој. Зошто? Не разбрав јас ништо. Зошто? Не разбирам ни сега. Се сеќавам. Стравот брзо по грбот ми пролази тогај. Тој страв остана и сега. Живееме како браќа. Не лошо ништо не знаете. Лошо после меѓу еврејскиот народ една работа, што нема мрсња меѓу нив. Единствени се. Мене ми е многу криво, со еден јевреин се договоривме, утре ќе почнеме заеднички да работиме нешто, ете дојде онај фаталниот ден. Се сеќавам многу добро, као да беше денеска, сабалето јас уште спиев, сатот околу 5 беше, кога возот, композициите со евреите тргнаја. И онај шумот, мене ми е просто не кога слушам воз да оди, се сеќавам на они црните денови за евреи. Але тоа така било. Овде каже овај доктор тука пишеше двата прстени златни во лустеро и најдоја. Беа верени тие. И немало каде рекле, врајки клеме во лустеро тука, што ќе бара ако се вратиме, ќе си најме. И се вратиме, види ништо. Стануј, Рашела. Пред твоите порти со лице на гробара стои сур полицаи.
Pod pazuvan nož od svetot toj sokril. Rašela se bliže zloslutni od kraji. Ti treba da platiš za svoja ta vera, za ime to tvoje, za rodoci svoji. Soberi si dreji ov grešna Rašela, te čeka da trgneš na pat čas ovoj. Ti plačeš, ti teži od devojko mlada, što nema da setiš vtor raskriljen den, što prvo to utro bez sram ti go gradat i celivot ognen po obraz od bel. Molči, Rašela, zar ne slušaš nadvor volulka kaj pišti prvenec od mil? Div stražar volice mu rozovo nazrel go plaši komšijata da ne čuje vik. A ponegodat rasplakani majki, za prv pate toa posokakot naš. Će pomine vreme nad našite maki, no ovoj den dolgo ke sozreje vo nas. Pomni me večno, živele ludje ulicata naša, na zemlji od kat. Kako sekoj čovek, ko site nas drugi živele ludje, po naši od grad. Ti nemoj da molčiš i trepneš pred pragot. I tamo štom pisne mig kuršum otvrel, on nijedna solza da ne vidi vragot i blica mu osmev da zamrzne nem. Kolonata odi, ti pobrzaj vneja, da dosta saš majka i dalečen rod. Kolonata odi, o zbogom Rašela, će pomni me nije zapatot tvoj dolg. И ги донесеа во Скопје во Монополо. Во 3 групи ги полека одводуваја за Треблинка во Полска. И тие од вагоните право беа однесени, угушени и после изгорени во Треблинка. Од Треблинка не се врати ни еден човек. Битола уште другиот ден остана осакатена за 3276 своји сограѓани. Ја снема ведрината на лицата на граѓаните. Го снема за навек жагорот на евреите. Испустеа улиците, чаршијата, се затворија дуќаните. Се откина дел од Битола. Остана тагата и спомените. Спомени кои ќе се прикажуваат и денес и утре и навек. Зашто тие се со нас, тие се дел од нас. Логорот Треблинка во Полска ги однесе сите нивни надежи и желби. Чадот што излегуваше од оджаците во Треблинка се распрснуваше насекаде, мешајќи се со ветрот и облаците, пренесувајќи ја вистината за измачениот еврејски народ низ сите меридијани ширум светот. Пораката беше една и единствена. Никогаш повеќе. Никогаш повеќе.